Заврши проектот за рехабилитација на повредените во дискотеката Пулс на Пониква. Во изминатите неполни 3 месеци во одмаралиштето на МВР, околу 150 млади луѓе добија интензивна медицинска, психолошка и физикална поддршка. На Пониква заминаа во 3 групи, а во двенеделната рехабилитација беа под надзор на лекари специјалисти од клиниката за пластична хирургија во Скопје, како и физиотерапевти од Кочани и Штип. Медицинскиот тим кој работеше со повредените е задоволен од постигнатите резултати, бидејќи како што велат, во целиот процес пациентите го дале максимумот од себе. Имаме максимум од секој пациент добиено, имаме добри резултати, функциите се враќаат во еден дел во нормала, тие што се потешко повредени оде побавно, меѓу најважно од се што процесот на рехабилитација кај сите пациенти иде у нагорна линија. Процесот на рехабилитација не завршува со проектот Пониква. Со лекување и интензивни физикални вежби ќе се продолжи во Штипската и Кочанската болница. Персоналот кој работи со повредените претходно помине и 6-неделна обука со англиската организација за ургентна медицина, интернационален тим кој е единствен и сертифициран на светско ниво за обезбедување тренинг за рехабилитација на пациенти со тешки изгореници. Сега продолжуваме со интензивна рехабилитација на пациентите во Општата болница Кочани и во Клиничка болница Штип. Во Штип моментално мислам дека имаме 6 пациенти, очекуваме со завршувањето на проектот во Пониква бројката се зголеми, а во Кочани има многу повеќе. Одмаралиштето на МВР да стане центар за рехабилитација беше поддржан од владата, кој обезбеди бесплатен третман за сите повредени. Претходно одмаралиштето беше преадаптирано според потребите на повредените, а дополнително во соработка со специјалисти беа спроведени и ПРП терапии.